Добро, почитувани граѓани, почитувана јавност. Денес главното прашање е зошто вчера Венко Филипче и Оливер Спасовски му аплаудираа на Заев. Дали му аплаудираа затоа што и Филипче и Спасовски ја изгубиле реалноста од изборниот пораз, како што ја изгуби и самиот Зоран Заев. Дали аплаузот на Филипче и на Спасовски за Зоран Заев вчера беше аплауз за зголемената инфлација, за поскапените горива, за поскапените прехранбени производи и за енергетската криза во која што Заев ја турна цела држава, а голем дел од граѓаните ги донесе до ниво на сиромаштија. Дали аплаузот на Венко Филипче и на Оливер Спасовски за Зоран Заев вчера е и за Вице Заев, кој мистериозно исчезна од кривичната пријава за рекетот во рек Битола, истата онаа рек Битола која што сега нема јаглен, не произведува струја и Македонија е една од државите на столбот на срамот на енергетската европска заедница која што краде струја од европските производители. Дали аплаузот на Венко Филипче и на Оливер Спасовски беше за немањето на одговорност за пожарот во модуларната болница во Тетово, во која што за жал имаше и 14 жртви, а Македонија е на највисокото место по стапка на смртност од COVID-19. Отсуството на реалноста, отсуството од реалноста која што владае во Република Македонија, го гледаме токму во дадениот аплауз на Венко Филипче и Оливер Спасовски за нивниот председател во оставка Зоран Заев, затоа што Македонија е на 111 место во светот по корупција, а и каде да биде Македонија ако министерот за внатрешни работи издава 215 пасоши на светски трговци со наркотици. Отсуството од реалноста во СДСМ се гледа и по тоа што Зоран Заев и Венко Филипче до предизвестно време во Прилеп стигнуваа со владен хеликоптер. Откако тоа престана да биде привилегија за нив, Зоран Заев купи едно скапо БМВ со кое што се возеше по општините, каде што ги изгуби изборите. Дали аплаузот кој што го даваше Венко Филипче беше можеби за неговиот до вчера омилен директор Ден Дончев, за кој што не знаеме каде се наоѓа неколку месеци, или можеби аплаузот на Ковачевски и на Оливер Спасовски беше за Рашковски, кој што е десна рака како генерален секретар на владата на Зоран Заев долги години. Зоран Заев вчера со изјавата дека нема да поднесе оставка и дека истата ја поместува на неопределено време, односно тој сакал, но Централниот одбор на СДСМ не му дозволил, уште еднаш докажа дека е најголемиот лажго во македонската политика, најголемиот манипулант на Балканот и најголемиот аболициран политичар кој што се гребе за уште 1, 2 или 3 дена власт за да си покрие некој од своите злоупотреби. Но времето на Зоран Заев помина и што ќе се случува во СДСМ нас не интересира, тоа е нивна внатрешна работа, но што ќе се случува во собранието ќе види Заев уште во текот на утрешниот ден, кога на владата на Заев, која што е во оставка, ќе биде изгласана недоверба. Затоа му порачуваме на господинот Заев, премиер во заминување, и на неговите најблиски соработници Филипче и Оливер Спасовски да се спремат за мирна транзиција на власта по изгласувањето на недоверба на владата и формирањето на ново собраниско мнозинство и нова влада која што ќе нуди решенија за проблемите кои што ги создаде Заев, Филипче и Оливер Спасовски. Сметам дека доаѓа време за одговорност за сите нивни злоупотреби, доаѓа време за нов почеток, за поспособни луѓе, за нова влада и за ново парламентарно мнозинство. Ви благодарам на вниманието и повелете доколку имате прашања. Повелете. Шестдесет и еден.
Утре ќе се гласа недоверба на владата во оставка и на премиерот во оставка Зоран Заев. Иницијативата останува, а деловникот дозволува истата технички да биде коригирана, без да бидат направени пореметувања во роковите за незиното гласање. Таква можност постои. Ќе направиме техничка корекција која што ќе даде простор на одредени пратеници кои што има забелешки да се пронајдат себе си во списокот и да гласаат против владата на Заев. Јас ќе бидам подиректна, пошто НДБ кажа дека нема да гласа доколку на списокот е левица. Тоа значи дека со левица е зборувано да ги повлече двата потписи, не зборам за гласањето, туку зборам за конкретно за иницијативата. Иницијативата ќе биде технички коригирана и истата ќе остане во процедура и ќе се гласа во четврток со оваа иницијатива на која што ќе има помал број на потписи од оној кој што беше на почетокот, 61, а ќе има поголем број на гласови од 61 кои што ќе гласаат за недоверба на владата. Не можам да зборам во име на други пратеници, но она што го знам од координаторите на политички партии дека ќе се направат технички корекции за да може да се задоволат одредени политички недоразбирања кои што во изминатиот период беа актуелни, а сепак да се задржи заедничкиот именител гласање на недоверба на власта со повеќе од 61 пратеник. Секој надлежен е известен и утре ќе има гласање кое што треба да се случи пред полноќ. Повелете. Сигурен сте дека ќе се гласа, ќе биде изгласана недоверба на владата, сличен став добивме и од АПС, владата ќе падне утре со 62 пратеника. Кои се пратениците дополнително на кои што може да се рачуна? Второто ми е како ќе биде поставено прашањето на седница, односно како вие го дефинирате во вашата иницијатива да се гласа за доверба на владата на Зоран Заев или да се гласа за недоверба? Пошто гледам дека има експертски мислења дека двете прашања значат различен тип на гласање и различен потребен број на гласови. Ако го читате членот 92 од Уставот на Република Македонија, таму јасно се гледа во еден од последните параграфи дека треба да се донесе одлука за недоверба на актуелната влада, така што очекувам прашањето да биде поставено кој е за да се изгласа недоверба на владата на премиерот во заменување Заев и неговите министри. Да, повелете. Премиерот Заев вчера кажа дека очекувајќи се посвети на зголемување на мнозинството. Дали може да се случи наместо ново мнозинство да имаме проширување на актуелното мнозинство? Премиерот Заев најдобро е да се спреми за мирна транзиција на власта и да си најде начин како да го зачува своето прво место во СДСМ. Начело на државата и на владата од утре натаму нема да биде Зоран Заев.